Благодарам, колега уствари подпредседателе. Почитувана јавност, почитувани колеги пратеници, премиере, очекувано беше во експозето ваше да има конкретни причини за разрешување на министерот за информатичко општество Адмир Ималити, кој патем освен манипулации со балансерот за вработување низ државата, нема ништо друго сработено. Значи, во буџетите за минатите години не се предвидуваа поголеми инвестиции за дигитализација, информатизација и дигитална трансформација на Република Македонија, затоа што овие беа ветувања токму во владата, во програмата на СДСМ, односно во програмата на владата за периодот од 20 до 24 е предвидено формирање на дигитална агенција со посебен закон кој ќе ги дигитализира државните институции. Тоа беше предвидено во изборната програма на СДСМ. Ветување кое не е реализирано. Понатаму, требаше да има средства за модернизирање на IT фондот, IT системот на фондот за здравство, кој како што на сите ни е познато дека во моментот е хакиран поради оваа неспособна власт и не се даваа средства за дигитализација и за до усовршување, до унапредување за подобри здравствени услуги. А знаете, кампањи цели имавте, членство во ЕУ за бесплатни здравствени услуги низ цела Европа. Ние немаме основни здравствени прегледи и услуги во нашата држава, а камоли во Европа со вас. Значи, имавте наместо фрлените над 100.000 евра за така наречена фамозна стратегија за е-здравство, која патем никаде нема, средствата се лесно проверливи преку отворените податоци на Министерството за финансии, кои средства се исплаќаа на име на договори на дело, а всушност се делеа помеѓу партиски послушници на СДСМ и ДУИ. Од толку големи планови во здравството стигнавме до колабирано здравство, во кое не можат вработените да земат плата. Замислете оние вработени кои што беа на првите линии во ковид пандемијата. Нема никаква здравствена сигурност на граѓаните. Онколошките случаеви, како што кажав и во некои изминати мои говори и обраќања овдека од говорницата, дека нема терапија во државата, па плаќаат огромни суми од околните држави, нема исплата на породилно отсуство, нема лекови, немаме систем на заштита на граѓаните. Понатаму, во буџетите немаше средства за дигитална агенција која толку многу ја најавувавте како власт. Односно, амандмани кои што ги поднесувавме за унапредување на IT услугите во институциите, вие никогаш не ги прифаќавте. Нема зголемување особено во за Министерството за одбрана, во делот на сајбер безбедноста и не само во Министерството за одбрана, туку и за многу други институции. Понатаму имаше намалување на средства за радиодифузна дејност, со што своевремено се вршеше притисок врз македонската телевизија. Незаштитени беа и МВР, Министерството за внатрешни работи, затоа што не направивте надградба на телекомуникацијските и на информатичкиот систем, не превземавте никакви конкретни активности, ниту на хардверскиот, ниту на софтверскиот дел, со кои активности требаше да се подобри дејствувањето на МВР. Ниту се подобри дејствувањето во делот на радиостаниците, на телекомуникацијските услуги кои што ги користеа. Немаше ниту инвестиции во управата за водење на матичните книги, наместо да се фокусирате на унапредување на квалитетот на матичната евиденција, со цел дигитализација, така ја најавувавте тогаш, на матичните регистри и на доградување, всушност, еден тежок колапс во тој дел. Инаку, поради токму големите реформи, како што претходно ви ги објаснив во здравството, токму управата за водење на книги од матична евиденција штрекуваше и за жал се жали на голема нефункционалност во државата. Немаше ниту реформи во IT системот во јавното обвинителство, со кое што требаше да се подобри комуникацијата на обвинителствата со сите останати институции. И навистина, очекував во експозето на премиерот да каже зошто има двојно
полоша корупција во Македонија. Зошто имаме поголема корупција? Поради тоа имаме помалку пари во буџетот, имаме помалку пари за образованието, за здравството, за земјоделието, имаме помалку инвестиции, но затоа имаме повеќе иселување на младите, помалку имаме за спортот и културата, а за жал сведоци сме дека со години традиционални културни настани сега се доведени во прашање дали ќе се одржат, бидејќи или се двојат премалку пари за нив, или воопшто не се двојат средства. Според извештајот на World Justice Project, Македонија во 2012, еве денеска слушам колегите од владеачкото мнозинство љубат да елаборираат, да кажуваат овдека податоци од 2015, еве да им кажам во 2015 година Македонија била на 38 место, а во 2022 година е на 73 место, според индикаторот на корупција од извештајот кој од институцијата кој што претходно кажав, за индексот на владење на правото во 2015 Македонија била на 44-то место, а во 2022 е на 63-то место. Се додека имаме криминал и корупција, се додека нема правна заштита во државата, нема владење на правото, ниту една компанија нема намера да инвестира во државата, бидејќи ниту има економска стабилност, ниту предвидливост поради лошите економски политики кои што ги водеше оваа влада досега, но и поради немањето правна заштита. Нормално, никој не сака да ја доведе во прашање сигурноста на својот капитал и пари. Сега, главното прашање е дали ќе се подобрат состојбите во Министерството за информатичко општество со промената на министерот Адмирим Алити, дали ќе има поголема инвестиција во дигитализацијата, информатизацијата и дигиталната трансформација на Македонија, нешто што го ветувавте, дали понатаму ќе се намалат вработувањата во јавната администрација на партиски послушници и на луѓе кои живеат во диаспората, дали ќе се зголеми сајбер безбедноста во институциите и воопшто на државата и поучени од искуството од хакерскиот напад на ДИК, на Државната изборна комисија, а потоа и на неколку години во една изборна година во минатово. Всушност сме поучени дека владата ниту тогаш превзема дополнителни чекори и мерки на заштита на било кој систем, во било која институција во државата, ниту дека ќе превземе чекори и во иднина. И ве слушам, цело време браните нешто што не се брани. Парадоксално е кога ќе излезете на говорница да не си верувате ни самите на себе она што го говорите. И ве разбирам. Не може да се брани она што не се брани. Знаете како? Своевремено Таравари ќе каже вака, имаше всушност дилема самиот тој, постои, вака вели, го цитирам, постои една голема мистерија, а тоа е како Дуи би се однесувала во опозиција. Сега Алијанса го спасува Дуи за да остане на власт. Не му дозволи да види, имаше желба да го види Дуи во опозиција и како ќе се однесува, но сега го спасува од тоа да падне на власт. Понатаму своевремено Таравари ќе каже: не сме резервна гума на Дуи, остануваме конструктивна опозиција. Сега од бизнис интереси станува конструктивна позиција, власт. Затоа што за 10 месеци на владење ништо буквално нема да промените. Понатаму своевремено ќе каже Таравари: не знам зошто некои македонски политички партии го штитат Ахмети. А сега кој го штити Ахмети? Самиот тој. Ова сето го кажува, сето ова што го читам, покажува дека нема реконструкција на владата од принципиелност, од барање одговорност, нешто што го баравте пред година и 3 месеци, туку има само бизнис интереси. Благодарам. Има збор Силвана Ангелевска.